Да, значи кардиоваскуларните заболувања се уште број 1 и водечки заболувања во светот. Се уште тој ризик од кардиоваскуларни заболувања, од инфаркт на срцето, се уште значи е водечки ризик, водечки се тие пациенти во светот, така да и карактеристично е што границата, старосната граница е многу спуштена, така да имаме многу млади пациенти кои што завршуваат и со повеќе садовна коронарна болест со бајпас операција. Значи, ризик фактори има повеќе. Имаме ризик фактори на кои што можеме да влијаеме и ризик фактори на кои што не можеме да влијаеме. Би ги спомнала така во кратки црти, значи од ризик факторите на кои што не можеме да влијаеме, тоа е генетиката. Генетскиот фактор не е исто така еден водечки фактор. Имаме фамилии со повеќе пациенти, мислам повеќе членови од едно семејство што се со коронарна артериска болест, потоа полот, повеќе сметаме дека кај машкиот пол е појавата на коронарни заболувања или срцеви заболувања. Меѓутоа има и фактори на кои што можеме да влијаеме, како што е пушењето, високиот крвен притисок, некои други заболувања како што е да се регулира дијабетот, физичката неактивност, потоа исхраната, сите тие фактори на кои што можеме да влијаеме, треба да ги сведеме на што помал ризик, за да го спречиме, да ја спречиме појавата на срцево заболување, мислам на кардиоваскуларно заболување. Нашиот диагностички центар, Жан Митрев диагностик овде во Струмица, по повод денот на срцето, организира една акција која се состои во бесплатни прегледи, контролни прегледи на сите наши пациенти кои што се оперирани на срце. Тоа се однесува на бајпас операции и операции на валволи, односно пациенти кои што имале третман во Жан Митрев клиника. Акцијата трае цел месец, се уште е во тек. Сите пациенти кои што се оперирани на срце, им правиме контролни прегледи. Тоа се однесува на пациенти кои што се и пред 1 година, 2 години, па и 10 години, и повеќе од 10 години пациенти ги повикуваме, нашите администратори ги повикуваат на закажан термин, ги правиме контролните прегледи.